Салаковски езера. Салаковски езера се две леднички езера на планинскиот масив Мокра Јакупица во Македонија, кои се единствени постојани езера на овој масив. Наречени се Салаковски езера Големо и Мало Салаковско езеро, а се наоѓаат во местноста Езериња на североисточните делови од Караџица, односно под врвот Убава висок 2353 метри. Езерата се сместени на надморска височина од 2178 метри, во еден заеднички цирк кој е создаден за време на плеистоцената глацијација. Во минатото Салковскиот цирк бил исполнет со вода од едно леденичко езеро, но бидејќи истеката на ова езеро лежи врз ерозивни моренски материјали, таа постепено се всекува и езерото ја губи водата. Денес се останати само најдлабоките делови од тоа некогашно езеро, Големото и Малото Салаковско езеро. Големото Салаковско езеро зафаќа површина од 1340 метри квадратни, додека Малото зафаќа површина од 850 метри квадратни. Најголемата длабочина на Големото езеро изнесува 2,35 метри, додека Малото има најголема длабочина од 2,5 метри. Според првото предание, споменатите езера си имаат свој стопан, тоа е еден силен звер, како што прилега на едни такви големи творби, какви што се тие езера. Среде Големото езеро над водата се издигнува една гранитна карпа и тука често се јавуваат зверот или стопанот на езерата за да види бел свет. Штом види некој човек, тој се фрла во водата толку силно, што целата вода се заматува од него. Овчарите од околните планини си ги капат во езерото овците и јагнињата. Кога ќе ги соберат блиску до водата, ги втеруваат внатре овните, а по нив овците сами се фрлаат во водата. На тој начин овците поминуваат низ езерото еднаш, два пати додека волната да им се измие добро. Пред да ги втераат во езерото на капење, овчарите фрлаат во вода пари и стрелаат со пушки, за да ја покажат својата почит кон господарите на езерата. Ако тоа не го направат, нужно ќе им се изгуби нешто, или овенот ќе го завлече стадото во вртежот и така ќе се удави целото стадо, или дел од стадото ќе се качи на карпата и оттаму нема да може да се истера, или најпосле во мирната вода ќе се удави некоја овца. Другите две верувања и приказни се однесуваат на нивните физички својства, имено на подземните врски. Се верува дека од нив под планината тече вода која што избива кај селото Белица поречко под јужната падина на Караџица на аголот со Даутица. На тоа село има извор од планината Караџица. За забележување е тоа што во тоа село мислат дека водата на тој извор потекнува од некоја друга планина во Скопско. Таа поврзаност на езерото со изворот се открила на следниот начин. Некој си овчар од селото Белица случајно фрлил во изворот еден стап. Стапот излегол на изворот кај селото Белица. Поттикнато тоа случајно откритие, тој намислил да ја прехранува својата куќа од овците на својот господар. На секои 20 дена тој колел по еден овен и го пуштал во езерото завиен во неговата кожа. Овенот излегувал во изворот кај селото Белица, од каде што жена му го прибирала. Господарот забележал дека стадото му се намалува и бидејќи не верувал во објаснувањето на својот овчар за причината на тоа намалување, тој излегол еден ден да го следи. Видел дека овчарот заклал брав и го пуштил во езерото завиен во неговата кожа. Разлутен од тоа, тој го фрлил овчарот во езерото и кога жена му излегла по обичај да го прибере бравот, заедно со него го прибрала и телото на својот маж. Според третото предание и верување, тие езера имаат поврзаности со реката Треска. На дното на реката во таа клисура имало една вдлабнатина, во која се забележувал некаков воден вртеж. Веруваат дека таа пропас е без дно и дека од неа извира една голема вода, која што незабележано се соединува со водата на реката Треска. Почетокот на таа вода се наоѓа во езерата. Среде Големото езеро имало силен вртеж кој проголтувал и потопувал се што ќе попаднело во него. Предпоставуваат дека по тој вртеж има една бездна пропаст која што води во реката Треска, во горе споменатата пропаст.
По тој подземен ходник излегува вода од езерото во споменатиот извор на Треска. Пронаоѓањето и откривањето на таа тајна се припишуваат на еден овчар од тамошните блиски села. Тој бил главен кај некој господар, кому му ги пасел овците на Црн врв крај езерата. Еднаш како што седел на карпата покрај езерото, кавалот му паднал во водата и се изгубил. Кавалот пропаднал во дното на езерото и по подземниот премин излегол на изворите на Треска. Жената на овчарот која случајно излегла на реката да пере алишта го пронашла и го закачила в куќи со другите работи на мажоти. Овчарите кои пасат стада во планината имаат обичај еднаш во месецот да отидат дома на преслекување. Кога споменатиот овчар по некое време отишол дома на преслекување, го нашол кавалот дома закачен над зидот. По објаснувањата на жена му се разбрала работата, тие дознале тајната за поврзаноста меѓу езерото и изворот крај реката Треска. Како и првиот овчар и последниот се користел од тој случај, но најпосле и него го стигнала судбината на првиот. Vечно